Силна експлозија и облак прашина од детонацијата на бомбата тешка 250 кг со експлозивно полнење од 160 кг TNT. 25 денови бомбата стоеше на отворено откако беше пронајдена при ископ на темелите на новиот погон на фабриката за автобуси Ван Хол. Контролираната експлозија која извршија припадници на Арама во соработка со стручни пиротехничари не предизвика никакви материјални штети по околните објекти. Арама се одлучи за детонирање со опшивање на бомбата со динамит, чија експлозивна моќ е насочена кон проектилот, со што двете полнења се неутрализираат едно со друго. Тимовите на Арама извршија приспособување на пронајдената локација во фугаса со длабочина 4 метра и ширина 2 метра, значи со цел да се намалат ефектите од површинска експлозија. Според информациите од терена потврдени од првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување, ударниот бран од експлозијата бил амортизиран до таа мера што нема скршен ниту еден прозорец на некој стопански капацитет во непосредна близина. Единствено видлив беше облак од прашина кој за кратко време исчезна. Пред самиот чин на детонација Евана го исклучи напојувањето со електрична енергија во овој дел од градот. Се започна ден претходно кога преку медиумите граѓаните беа информирани дека следниот ден недела во 10 часот ќе се изврши деактивирање на бомбата. Треба да деактивира се. Околу 9 часот наутро припадници на вториот логистички батальон на Арама со целата неопходна опрема пристигнаа на лице место. Акцијата беше запрена од страна на сопственикот на фирмата Актива, која произведува автобуски делови за Ван Хол. Неговата постапка ја образложи со тоа што неколку денови претходно, поточно на 19 јули, испратил писмо до Дирекцијата за заштита и спасување, во кое е наведено дека при активирање на бомбата на лице место ќе дојде до оштетување на опремата во фабриката. Имено Актива располага со 10 лазерски машини за сечење на лимови и цевки и во случај на евентуално нивно милиметарско поместување ќе дојде до раштимување за чие подесување ќе им бидат потребни 20 на денови. Згора на тоа тие се ставени во погон и во моментот произведуваат делови кои чекаат испорака за инопартнерите. Од Арама останаа категорични на ставот дека по извршената анализа констатирано е дека се работи за авионска бомба од типот СК-250, има 2 запалки и не смее да се дислоцира. Истата е специфична по однос на тоа што има 2 запалки кои што конструктивно со самата литература која што имаме обработено до сега и она што е доставно преку интернет од социјалните мрежи, утврдено дека станува збор за хемиска запалка која е од посебен карактер и за која не се препорачува поместување на самата бомба, а конкретно самите запалки не доаѓа во предвид да се истите одвртуваат или било како третираат. Искуствата покажале дека и многу поопремени армии не успеваат да деактивираат ваков тип на бомба без да има материјални последици по и човечки жртви. Од Дирекцијата за заштита и спасување пак потврдија дека одлуката за детонирање е донесена и ќе се преземат сите мерки за неутрализирање на разорното дејство во блиската околина, зашто бомбата е поставена во дупка со длабочина од 4 метри. Бомбата ќе ја затрупаме, веќе ископано рупа околу 4 метра, ќе ја затрупаме со песок во првиот дел од 2 метра, а потоа на висината од тие 4 метра ќе поставиме кадрони и талпи, сето со една цел помало да биде детонацијата, односно да се избегне голема сеизмика. При контролираната експлозија песокот ја амортизираше брзината на движење на шрапнелите кои се забија во кадроните. Сопственикот на фабриката Актива, кој стравуваше дека ќе бидат раштимани лазерските машини, е задоволен од ефикасноста на уништување на проектилот. За сериозноста на состојбата и правилно донесената одлука на македонските пиротехничари сведочи и денешната вест од Словенија, каде од страна на жител на селото Вурберг е пронајден ист ваков проектил. Човекот бомбата ја качил на камион и ја однел дома, поради што властите морале да го евакуираат целото село. Заради оваа негова постапка, со која ги довел во опасност животите на соселаните, а при транспорт и до случај на неконтролирана експлозија да предизвика огромна материјална штета, му се заканува дури и затворска казна до 5 години.